Ќе ви раскажам неверојатна вистинска приказна за една жена. Тетка Ленче и нејзината љубов, трпение и грижа кон 4 штрка. Знаеме дека штрковите се миграторни птици. Заминуваат на есен, за повторно да се вратат на пролет. Но, дали сте се запрашале, што се случува со штрковите кога тие се повредени и не можат да се кренат кон небесата? Јатото заминува, а тие остануваат приковани за земјата со чувство на немир и вознемиреност. Остануваат меѓу луѓето кои им се единствена надеж за преживување. Приказната почна случајно, враќајќи се од центарот, баш пред аптеката на Наташа Минева, пред скоро веќе 3 години е тоа. Со велосипедот бев и слушнав нешто невообичаено како глас, не идентификуван дали е од куче, дали е од мача. Меѓутоа точно знаев дека се работи за повредено животно, не знаев за какво се работи. Кога се доближив, се симнав од велосипедот, тогаш видов дека се работи за мало штркче, за сега Мишко, тогаш беше мал, после тоа му ставив име, го крстив Мишко по мојот починат брат. Мишко беше мал како мојата дланка. Беше сет исколван од родителите, бидејќи тие се немилосрдни. Штрковите кога имат повеќе пилиња од колку што може да ги одгледат, ако они можат 4 да одгледат или 3, ако има 5, 5-тото веќе го селектират на суров начин, што значи го клукаат, родителите го напаѓат до смрт. Така беше судбината на Мишко. Родителите толку беа го исклукале, сет беше во рани, така го најде во тревата, облиен со крв и со исклукано око, ете може да видите од оваа страна дека Мишко нема едно око. Тоа е резултат на неговите родители. Што ве натера да се грижите за нив? Па не само за Мишко, јас се грижам за сите животни. Кучиња, мачиња, се што е неспособно, се што е isfрлено од предходните газди, се што е болно, носам на ветеринар, го лекувам. Сум била во ситуација да го носам да се еутанизира, ако веќе нема помош. Љубовта кон животните ми е вродена, тоа може и да се стекне со тек на време, меѓутоа кај мене најверојатно е тоа некое чувство што сум го стекнала. Мојот ден започнува рано наутро околу 5 часот, секој ден. Посебно заради Мишко, бидејќи Мишко до 5 часот сабајла патролира во дворот, може да шета. Ама кога ќе дојде 5 часот, тој сака да оди надвор, на улицата, така е навикнат. И јас морам да станам, да му отворам вратата, да излезе надвор, па да шета, па ќе ги пречека сите соседи, ќе ги испрати соседите како одат на работа. И тоа ги испраќа со клепетање. По половина час клепета по нив. Ете, комшиите кога одат на работа, тој им праќа поздрав, добро утро, и истото го прави и кога се враќат истите од работа. Мојот работен ден околу животните бара повеќе ангажман, бидејќи во моментот не е само Мишко, имам уште 2 штрка и двата се тешки инвалиди. Едниот има ампутирано крило, воопшто нема да лета никогаш. Другиот има скршено крило, за жал деца ова лето, сега они викат дека тоа било ненамерно, меѓутоа снимката покажува сосем друго, да не се враќам на таа тема. И тој штрке со 2 фрактури на крилото
не е со функција, нефункционално, водам грижа и за нив, значи вкупно се 3 штрка. Беа 4, едниот сам си замина. Тие точно знаат што треба да направат. Посебно Мишка, така ми возбраќа со љубов. Тоа не се опишува со зборови, треба да бидете овдека повеќе часови, па тоа да го почувствувате и вие, да видите како тој се одзива на мојот глас кој ќе викна Мишко, иако сите знаеме дека штрковите се неми птици. Сега како тој мојот глас го препознава, како се радува кога ќе ме види, како ги шири крилјата, па како со клунот сака да ме колува кобајаги, сака со Мицка, една од кучињата, толку е соживеана, па Мицка ќе легне на земјата, па тој игра со неа и другите. А Мишка е нешто посебна приказна, таков штрк. Во Македонија има во повеќе семејства што се грижат за штркови. Повеќето од нив се стари, повредени. Мишко е релативно уште млада птица, сега ова лето наредното ќе наполни 3 години и тогаш ќе наполни полова зрелост. На 3-та година тие се веќе полово зрели и се спремни за следно за наоѓање партнер или партнерка, како сакате така сватете го тоа. Значи, оваа пролет очекува Мишко да си најде партнерка. Дали ги гледате како дел од вашето семејство? Најнормално, за мене тоа е најнормално да ги гледам како дел од семејството. Еден ден ако не им возвратам љубов или да не им дадам храна или да не им дадам вода, веќе може да се деси било што. Еве, например, неколку години поред не можам да одам ни до Скопје, ни до Дојран, бидејќи мора некој да има дома да се грижи за нив. Кажете ми, како реагира градот? Дали децата, еве, конкретно, ги прифаќаат нив? До сега, освен еден инцидент што се случи ова лето со децата, друг инцидент потежок нема се случено. Посебно за Мишко, ќе кажам, веќе цел град знае дека овде има штркови и приметувам дека возилата намалуваат брзина, внимават, бидејќи Мишко знае по цел ден да биде на раскрсница. Немам проблем од соседите, го сакат сите, прифатен е од сите, иако го нема неколку часа, например, да залута некаде, сите се ангажирани, сите го бараат, дали го видовте Мишко, додека па сите се радуваме кој ќе си дојде Мишко. Оти Мишко може да се деси некој и по 2-3 дена некаде да шета па да си дојде. Тогаш веќе паника го фаќа цело мало. Сите сме во акција, сите сме активни додека да се најде. Штркот во нашата култура е символ на среќа и нов живот. Дали чувствувате дека вие тоа што го правите за нив е еден вид ваша хумана мисија? Мислам дека сум предодредена од некоја виша сила, која е таа виша сила не знам, да се грижам за животните. Меѓутоа јас работев во болница 42 години, се грижев исто така и за луѓето, не направив некоја грешка, не навредив некој пациент, не дадов погрешна терапија. Хуманоста ми беше на прво место, што за жал кај многу луѓе е на последно место. И тоа е еден апел од мене до граѓаните, посебно до медицинарите, не само за луѓето, и за животните. Животните, ако не требало да има животни, Бог немало да ги створи. Значи, има некоја потреба што постојат на оваа планета милиони години. И мачките, и кучињата, и птиците, значи не се створени за џабе. Си имат сите секоја своја намена.
Хуманоста на Ленче покажува дека секој чин на добрина има моќ да промени животи, било да се човечки или животински. Судбината на Мишко и неговите другари не е казна, ами можност за нов живот, поука и за нас луѓето. Поука за адаптација. Поука дека воздигнувањето и падот се дел од нашата суштина, односно можност после падот да се издигнеме повторно и да ја пронајдеме смислата на постоењето. Оваа сторија покажува дека таму каде што природата ќе сврти грб, само човечкото срце останува како мост помеѓу земјата и небото.